Почитувани ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. Ја привршуваме оваа работна недела. Имаме и одлична тема токму Очи во очи, која ќе биде и всушност и една од главните вести во Централниот дневник, а тоа е пресудата, конечната пресуда од повтореното судење за модуларната болница. Колку е достижна правдата, нешто што го дискутираме честопати. Казни затвор од 1 година и 6 месеци добија поранешните директори за болницата, за пожарот во модуларната болница во која настрадаа 14 луѓе. И тоа би требало да се чини и објаснувањето за причините и лоцирањето на виновниците, тема која навистина за која има многу да се дискутира. Но сепак, како што гледате, слободна тема, да не се ограничиме сепак или да не ја елиминираме можноста да дискутираме и на секоја друга тема и да ја привршиме оваа работна недела. Нека биде слободна тема со тоа што ја споделив сепак со оваа вест, ако некој сака да дискутира и за неја, како и да и од понеделник останува секако. Токму со оглед на тоа што има и доста да се дискутира, но вака мислам дека имаме можноста и за тоа што генерално можеби главната вест денеска да дискутираме, а и во исто време и да ја задржиме можноста да дискутираме и за се друго и по тој некој и природен след на настаните да ги сумираме со оглед на тоа што е крај на неделата. Така да слободна тема, 6091 924 925 се телефонските броеви. Тоа би било и што се однесува до воведот, предноста на слободна тема, да не мора нешто многу повеќе да се објаснува или дава како воведен збор. Туку да го искористиме времето што е пред нас максимално за добри разговори, кои впрочем и може да бидат продолжение на оние кои се развија и во текот на емисијата во тек. Можеме впрочем и да почнеме веднаш. Добар ден, да го поздравиме првиот гледач. Повелете. Добар ден. Да, вие сте. Добар ден, ако сум јас. Да, вие повелете, добре дојдовте. И па сега не можам да сватам како ве гледам елеме во загуба. Значи има, не знам, управен одмор 7 члена. Значи повлекуваат некоја голема сума на заплати, како им доаѓаат и ова. Така да, зашто да мора да има толку членови и зашто да може да се повлекува толку пари? Значи, елеме во загуба, МЕЦО е во добивка. Во МЕЦО платите се просекот 1000 евра. Евана исто така. Значи, јас сега не можам дека треба да се направи нешто. Не може еден да иде у загуба, за другиот да биде во добивка. Значи, овдека нешто не е вред. И зашто по толку да има членови во управен одбор да се влечат толкави износ на толкава сума? Значи, тоа све народот го плаќа. Сега струјата, па гледате, ја не знам, ова е стварно невидена срамота. Значи, да бидат енергетските компании во минус, као што е ЕРЕ, меѓутоа, гледајте, имате фотоволтаици. Не знам, се инвестира во електрична енергија. Ја не знам, овие хидроцентрали на Волку до што прават. Не знам дали уопште тие и каде оди таа струја. Значи, јас сумнам дека нашава струја оди негдека во комши. И не може веќе ние све народот све да биде на наш грб, на наш терет, да некои други држави соседи тука што се. Сакате од здравство, сакате од пион, енергетика, не замете ќе се гради далновод за Албанија, па чекајте, нешто сме ние овдека. Европа неќе да не прими, значи не исполнуваме услови. Ја не знам зашто Европа, значи не ја сака Македонија како Македонија, сака да биде друга држава за да влезе во Европа. И па сега малку народот треба да биде освесен, тој што сака така да влезе, нека оди и нека влезе. Меѓутоа, ние ако го дозволиме тоа, зашто ве гледам. Веќе истече времето, ви благодараме, поздравувам, но најчесто народот плаќа, така и во токму случајот со модуларната болница, барем во делот на пресудата во која клиничка болница од Тетово, која е обвината како правно лице, доби казна од 1 милион денари. Кој ќе го плати? Тоа ќе го плати болницата, но тоа е јавна установа, значи државни
односно народни пари. Така да повторно кој ќе видите се сведува на тоа. Онаа паралела што ја направивте Елем во загуба, Мепсо во добивка, Евана во добивка, Евана е пак приватна фирма и е веќе друга работа. Но тука зборуваме за кога зборуваме за тоа кој што плаќа и кој е во загуба, треба да зборуваме токму за јавните од државните предпријатија, јавните институции, затоа што тие се во сушност директно поврзани со буџетот, со народните пари, дури и кога плаќаат казни. Повелете, добар ден. Хало, добар ден. Да, вие сте, повелете. Мобиларната болница. Не се докториве виновни. Виновен е тој што ги градеше, ми се чини дека Анđушев. Тој ги градеше, не ги изградил современо, има склопки. По секој контакт на струјата се прекинува. Тоа Калибегова слама. Тој Анđушев исто изгради хидроцентрала под закрила на 3 фирми, лажно се представува други кобаđи града тоа, на крајот излезе Анđушев. И сега ставаат луѓе од 80 години таму, на тоа браната ќе се издават утре, па ќе биде крив некој, не Анđушев, некој Манđушев ќе дојди да биде крив. Ете, тоа е нашата држава што дозволува такви работи. Прво ќе дозволи да се направи случајот, после ќе го бркаме. Вика на Арамија тај. Арамија, оди таму, сокри се, ќе дојдиме да те бараме, да те уапсиме. Тоа е нашата држава. Абе, луѓево, имат ли малце морал, малце чувство, малце ум, малце памет, дали се школовани мало ли, све земено тие дипломи преку трупа и дај што дај, држава ќе им дај некоја регистрација и ќе терат. Евана, грабана. Значи, грабана од народот, евана, па вакви се, такви се. Тема, ова речи ги мрежарини наплаќаат. Оние бандерани за бандерите, не знам, Бог да чува што не наплаќаат. Зоват такса, зона такса, за ноќна, за дневна, за ваква, за наква. И сега во загуба. Таа загуба е арамиска кражба. Грабале, краделе, ја ќе утераме у загуба. Знаат дека не пропаѓа таа фирма и да е во загуба. Така, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, исто. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Да, здраво. Јас се зборам за тоа што ме боли. Сега, например, конкретно, се враќам од Хрватска, не може под Риека, па се вратив од Загреб, па знава кога таму, гледаме на колега, што го знам порано. И тој викам, каде бе тука? И тој се враќам од Швейцарија, таму работам, таму возам по чекање ли беше во Скопје. Па ништо вика тоа. Јас сега да кажам тоа пократко. Имаме 55 години и 20. И вика, како бе немаме и ние да можеме како полицајци, како овие други, вика се пази, вика ние што е вика полошо и од нив, а па да немаме и ние вика како нив бенефиции. Затоа што ајде разберам за специјалци, фала Богу за тие. Меѓутоа за сите тие други да можат и додат и да работат за нас, за тоа викам почекај работат вика таму, почнаа вика се полицајци да работат при нас, помлади од нас вика, изимат вика плата помалку од мене вика, им дават за 24, за 25, за 1000 денари и уште ми вика газдата, ако не сакаш оди, има полицајци да работат. Тоа не боли. Околу тоа. Друго, ме интересира, како може една работа не кажа добро за да речат за Кочен. Тоа што го направија луѓе власта. Ги однесе колку што се може да се спаси, колку однесува во здравство, никому ништо. Се само за тоа се дерат, само за ова. Како не ги поеше тоа кога изгореа луѓе во Бугарија, затоа што ми беше колега и ми е криво, љубто сте вика што го водеше автобусот. Истото што се случи во Гостивар, истото што се случи во Тетово, еднаш да рекоа овие, да ги речам децата на ѓаволот, еднаш да речеа браво бе, направија нешто добро. Неко ништо, ако е така, кажете вие дека тоа го направија, а тоа и тоа. Да, ви благодарам, поздрав, повелете кој ни е следен, добар ден.
Здраво, Исо. Здраво, повелете. Бомбона бизнисот на Шекеринска и на Бучковски, цел народ ќе плаќа сега поголеми сметки, измислена мрежарина и други циркузи. Тоа е приказното. 3 пати поевтино се продаде од Телекомот, а 3 пати повеќе најмалку вреди. Толку за тоа. И уште ги бранат овие што се јавуваат ситниве души северџаниве. Друга работа. Модуларната болница. Многу е проста логиката. Видовте како изгоре брзо, за неколку секунди. Значи не биле ставани панели, оние дидовите како што треба, огнеотпорни што горат поспоро. Убаво ќе се види, да кажеме, спецификацијата, што е платено, а што е направено. И во двата случаеви, ако се платени поскапи панели, а се ставени поевтини, тоа е кривично дело. И обратно. Ако се платени, да кажеме, брзо горечки, требало да стават споро горечки. Повторно е кривично дело. И тука е Ангушев и министер која беше Филипче. Значи, тоа е врзана работа, си лапнал провизија Филипче, овој си заработил и тоа е целата приказна. И тука треба да се одврзе колото. Потоа немаме Луна парк. Го сруши овие предавнициве на СДС. Немаме сајмиште. Немаме универзална сала. За тоа кој ќе одговара? Исто така треба да биде кривично дело договорена работа за клинички центар, го раскинаа договорот и пенали плаќа цел народ 20 милиони. Предавнициве од СДС сите за нека ги платат тие пари. Тие што одлучиле да се прекине тој договор, а не цел народ да плаќа. Освести се македонски народ, обедините се, закон за потекло има од конфискација. Ви благодарам, ве поздравувам. Но ете, во случајот со модуларната болница, значи, епилогот се сведува на следното, а тоа е дека поранешните директори на Тетовската болница всушност се лоцираат како виновници, односно предизвикале тешки дела против општата сигурност за пожарот во модуларната болница, кој патем инаку 2019-та се случи. Прво и ете колкава временска дистанца имаме до ова второ повторено судење. И при тоа ете сега тие се лоцирани. Дали е со тоа навистина решено по однос на причините на сето ова што го зборувате околу материјалите? Треба да се има предвид дека, да речеме, еве, до сега нема образложение зошто предметот кој требаше да ја проверува тендерската документација за сите болници се уште нема јавно обвинителска одлука. Нов момент е тој дека овој предмет е на разгледување во републичкото обвинителство откако бил примен допис представка. А кој ја поднел представката, на што се однесува, нема одговор, како што велам, нема никакво логично образложение по однос на тоа докаде е проверката со тендерската документација за сите болници. За кој што велам, нема јавно обвинителска одлука. И всушност се сведува на тоа дека епилогот е двајцата поранешни директори на Тетовската болница, значи се осудени за тоа што констатирано е дека се виновни, како што се вели, ете цитирам под наводници, кривично дело, тешки дела против општата сигурност за пожарот во кој загинаа 14 пациенти. Тие се виновниците и се потврдува пресудата, односно задолжувањето на клиничка болница Тетово, обвината како правно лице да исплати казна од 1 милион денари. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете, вие сте, да. Вака сега. Ја овие работи што ги кажувате до сега се на локално ниво и не може да се решат. Се додека не се тргне хегемонот, Америка од тука, значи, да се измаршира тоа, тие тука европартеници, советници, чешала, како да ги решат. Преска ти закажав за, значи, Саудиска Арабија, Емиратите и ова третата забавајќа да не губам време. Значи, до сега двете држави треба да земат само патнички авиони, да земат
скоро 650 авиона од типот Боинг. Зашто е тоа така? И што мислиш? Дај добро, да не те масирам. Знаеш отприлике што е, значи... Па јасно е, не земале од Airbus, зимаат од Боинг. Боинг, па, ама Америка, индустријата е у крах. Значи, они се тотално на бандаж. И овој сега, гледаш како ги уценува. Одврзете кесето, дајте кеш пари. Кеш. А авионите ќе ги добиете кога ќе бидат направени некогаш. Па добро, некој има минерали, значи може на in-kind, некој ако има пари, еве, купи од мене. И наоружање им дава. Наоружање зима шаком и капом. Значи, исто така, дайте и вие кеш парите, а наоружањето ќе биде, ќе ви го доставиме. Гледате, ние овде кога што се расправаме со овие локални проблеми, колку ствари зависиме од тоа глобалното таму, они исто така не се слободни држави. Затоа што гледате ли колку скапо ја плаќаат слободата да можат пазарот да си го тераат како што можат и се останат. А не па ние гола вода овдека. Ајде поздрав. Поздрав, па добро, тоа е глобално затоплување. Ефектите од тоа. Стаклена градина гледате. Повелете, добар ден. Ајде, поштување, господин Исто така, поздрав до вас, повелете. Поздрав до сите слушатели и гледачи. Благодарам. Убаво кажа последниот, гола вода. Само ние се правиме патриоти. Патриоти биле гемиджиите, што го рискирале животот за Македонија. А вака само се избориме. Слободна тема, што вика господинот од Крушево, кај да почнеме. Јас вака ќе кажам. Ние македонците сме вреден народ, ама не го заслуживме ова што ни се случува во овие 33-4 години, 35 веќе. Многу неправди, почнувајќи од транзицијата, преку Лупчо Георгиевски, Бучковски, Хари Костов, Груевски, Малков, сите да не ги редам. Што се случи? Сиромаштија се направи во ова наша Македонија, а од друга страна олигарците створија. Своите деца ги обезбедија внуци сите. Чаре решење. Еден ме критикува. Не ја сваќа поентата. Со овие политичари ништо не правиме. Тие не сакат правда да има во оваа Македонија. Само луѓе од страна викаме начинот како се работи и законот како владе, само од Словенија. Да видите како ќе се оправиме. Некој може пак ќе себе ќе рече овој словенецот. Само начинот на Словенија како се работи. Гледате како иде напред Словенија во сите сегменти, колку млади отидоа да студират и колку фамилии се изселени во Словенија. Све дојка се овие на власт, ништо нема да биде Македонија. Ке си тапкаме во жив песок, само од страна да ги снема и ВМРО и СДС и ДУИ. Ако сакаме да видиме ние Македонија во наредни 10-15 години, Белден, вака само што викаше пред мене, гола вода ќе се приме, решение ќе нема. Не оти не слуша некој од политичарите, никој не слуша. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Поздрав, да. Добар ден. Вие сте, повелете. Сега вака. Добар ден, да. Да му говори, председател се зборуваше. Словенија, да му прашим овие наши етнички групи и таа Марза Кот, значи таа Словенија, таа Југославија и краватите. Пред еден месец краватите направија статуа на Вучич и го запалија Вучичу за. Тоа да му одговорам на човекот, ние Вучич, не ли треба Словенија да не оправи. Таа Словенија е Југославија. Каква Словенија, какви после Мицковски тебе да расчисте во собствените редови, да го ставе Начи Чурев заменик на министер на внатрешни работи. Значи они го елиминираа, Начи Чурев го ставаја на намо на аеродромот. Значи Начи Чурев има завршена безбедност, му е местото во внатрешни. Мицковски тебе да расчисте во собствените редови. Во она финансовата полиција, тие еден од кавадаси нема никакви квалитети, значи кавадаси највмаровски гад,
и ниеден министер нема од Кавадарци поставено. Тоа не е добро така. Значи, Мицкоски треба да сиде во собствените редови. Ова е корак од напрешноста. Кавадарци е еден од најразвиените градови и Кавадарци треба да има министри од Кавадарци повеќе. Па повторно да го ставе Најче Чунев и да се расисе со оваа урбаната мафија. Значи, со урбаната мафија, со вие што му прават згади во Скопје и онај општина центар кај Континентал и кај онај два има згади направи. Так, истече времето, ве поздравувам. Поздрав, пак добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Убав ден, повелете, добар ден. Благодарам и вас. Благодарам. Па вака, за болницата, која вие спомната, и немам намера да се јавам. Државата треба да даде 1 милион од штета затоа што болницата е државна. Ова може би најмал проблем и најмали пари. Колку народот, односно државата дала и за колку случаеви до сега, па ние не сме свесни и никогаш нема да го знаеме. Прво. А второ, луѓе што ги осудија не се виновни, тоа таму било направено за амбуланта, а некој го пренаменил во болница и прашање дали изврши технички преглед. Јас мислам дека најголемата вина е во тој. И во тој што го градил, ако не се придржувал кон договореното. Меѓутоа, тој што извршил технички преглед и го пуштил во прием, тој е најмногу виновен. И тој човек треба да оди во затвор, а не докторите. Е приватен субјект штета прави. Приватен е пулс, плокочање. Болните како лечат во државните болници. Зошто државните? Сите во приватни, тој да плати треба. И треба да дали му е одмениното на тој господин. Дејан, Беки, како ли го викаат. И не само неговиот, и на сопругата, и деца кои имал, и татко, и мајка. На сите тие треба да им го одземат имотот. Затоа што тој е приватњак. Зошто државата да страда? Почва ни страда, ќе страда со години, јас извинувам, што го викам ова, многу ми е жал, меѓутоа страда цела држава и граѓаните. Ние сите сме штетни, заради тој приватен објект на тој господин Дејан. Никој не каже дека имотот му е одземен. Треба имотот подхитно да се одземе. И парите да се дадат, да се продаде, и парите да се дадат за лекување на луѓево и за нивно соземање да може да останат во животот, да се соцат. Значи, од таму треба да дојде помошта. Нели е тој приватен објект? Да, ви благодарам, поздрав до вас. Во врска со модуларната болница, значи денешната пресуда е втора пресуда за овој случај. А треба да се каже дека при првото изрекување на пресудата, судијата кажа дека тоа не е судење за причините на пожарот. Ако е така, ова судење и ова сега е пресуда за поранешните директори на болницата, тогаш тоа значи дека не е тоа ниту пресуда за причините. Во исто време треба да се каже и тоа дека постапката која требаше да го даде одговорот, ова што спомна и гледачката сега и останатите од вас кои зборуваат на оваа тема, по однос на технички прегледи слично, значи постапката која требаше да го даде одговорот на тоа како биле градени и пуштени во употреба сите модуларни болници кои функционира во земјата за време на ковид кризата и понатаму е во предистрага. Значи имаме различни работи. Речи си 4 години, значи и таа предистрага не почнала веднаш, 2019-та настана пожарот. Се уште предистрагата е во траење, неполни 4 години. По однос на таа постапка, како биле градени, пуштени и слично. И сега тоа, затоа, потоа, ќе чекаме. А ова е резултат на втората пресуда и тоа велам, повикувајќи се директно на изјавата на судијата при првата пресуда, кој кажа дека тоа не е судење за причините на пожарот, тогаш беа условно по година и 6 месеци осудени, сега се на 1 година и 6 месеци затвор. Кривичното дело е, значи, тешки дела против општата сигурност и болницата. А ова, велам, утврдувањето, таа постапка за
што зборуваме, материјали брзо горечки, бавно горечки, што е, како е, значи сето на како биле градени, како биле пуштани, не само во Тетово, туку воопшто сите модуларни болници и понатаму е во предистрага. Така стојат работите, а денеска, значи, епилогот го доби повтореното судење кое се однесуваше на поранешните директори. Па сега, ете, вие од ова видите колку е што расветлено, јасно и како понатаму ќе оди, дали е завршено, дали со ова можеме да кажеме дека има разврска на случајот и соодветна одговорност, лоцирање и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Кој ни е следен? Повелете, дали имаме некого? Добар ден, госпожо. Добар ден, вие сте, повелете, да. И па вака се, дали ми јасно новие македонски продадени душички за едно вработување или за некој центар што продале на ДПМН и СДСМ, а ДПМН и СДСМ што продале седнале скудна на ДУИ и ми дале задницата. Да ми јасно дека од ДУИ нема никој да одговара. Не 15 и 50 луѓе да погинале нема да одговарат. Не било кој да е. Ете, министерот Бектеши го ослободи, да биде кучен приход, углиши заменич. Ови директорите 15 души се изгориле, не одговарат по година и пол. А за една сообраќајка, еден да насвајате 12 или 15 или 20 години варт луѓето. Дали ми јасно на продадени душички Македонија? Си додека се ДПМН и СДСМ, додека се во коалиција со ДУИ, односно и другите нивни огранци, ќе кажа, другите партии се огранци, се до тогаш Македонија, билдени македонците нема да видат. Правото и правдата нема да завладее. Имаше еден од Карпуш, кој кажуше едно време истината и за ДПМН, сега само сега изгледа и уште една скудна ДПМН, работил некој таму близо, и затоа ние не може да имаме никаква правда, никаква да биде држава, никаква да бидеме развиен економски и да имаме правен систем, образовен систем, здравствен систем од овие корумпирани политички партии. Никогаш никој нема да дојде ми јасно. Ако ДПМН понесе закон, и еден пратеник и ден денеска уште во ДПМН, Милошевски, со кој ги ослободија терористите 2001 година задем, че ги оказнат или че го остудат, се пали Христијан Мицкоски, дека че го остудат, сите ќе одговарат. Ништо, тоа само се празни зборови, лага за јавноста на Македонија. Сега идат локалните избори само за да придобият некој глас. Кое се за интерес, за пари, за лични пари, да продадува пуста држава и на пропаста нас македонците. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете, да. Не многу пати имам кажано дека за да се исправи Македонија, по моје мислење, ни еден досега што бил политичар да не биде. Да дојде нови луѓе, нова, како да кажам, нека соснива партија. Само така можат да судат, само така че имаме судство правилно. Иначе овие, јас тебе, ти мене, не ве, Исо, не верувам. По она народната сјаши, муто да узјаше курто. Во однос на Европскава Унија. Јас маче тука имам кажано повеќе пати. А ве гледате, која е Европска Унија? Та до 30 година ќе се распадни. Која фирма фон дер Лајен да ја покани на инаугурација Трамп? Дали гледате? Дали гледате важните пак тие што се Франција, Италија, Германија во возо дрога употребуваат? Со кого ве имаме работа? Што нуди Украина ве и со вие како новинар, па е барате да влезеш во Европска Унија? Меѓутоа, каде ни е грешката во Македонија на сите? Абе шо дојде таков мешетар? Треба на улица да излеземе и да урламе кај што има состанок. Да не иди појче, не ни треба. Нас Ангела Меркел, колку фино не запркта, сменете го името, најде таков човек да не се изразувам, сврше работа, влегувате во двете институции. Уште не ни е јасно, че го чекаме тој овој што дојде, како се викаше, кочка, што да ми е важно. И што сакаме да ние? Ние си дремиме дома и си гледаме сега. Абе, бркај тоа, излези како народ, не ни требаш појчеве. Што ќе не лажите? Што ќе не лажите појчеве, човек?
Од друга страна, Македонија изгубена е уште Америка нож грб ни закаче со рамковниот договор. Што барате којќе? ВМРО и СДС спијат уште очите си вада. Гледајте ги албанските партии. Ги поздравувам. Све е во договор. Ви благодарам, ве поздравувам. А што нуди Украина? Па генерално би кажал геополитички, геостратешки нуди територија. Не директно, но со влегувањето во Сојузот, тоа е еден вид во друштвото заедно сте до длабоко до таму. Значи, да, тоа си е ваше, но под наша юрисдикција. Затоа не случајно се и Грузија и Ерменија, сето тоа е исто така и тоа како актуелно Молдавија. Не е пред се, погледнете Молдавија и по односи на, не знам, економските прилики и големината и проблемите, она непостоечка или непризнаена, како и да е, под контрола на руски сили, па и директно имаат и руски единици и војна имаше 90-тите, Транснистрија, Приднестровје. Но што е? Па токму тоа е стратешка точка многу битна натаму. Тоа не е да е нешто кон срцето на Европа, па што се добива. Или со други зборови, колку е во срцето на Европа, па толку и не е приоритетно. Затоа што сме пак ние? Па ние и така сме тука. И така сме нивни. Но како да влезе во друштвото некој кој досега до некои други географски, но и интересни сфери? Ако не, некој друг ќе го земе. Така да клучни се тие моменти, затоа огромна територија која оди досега, зошто се да речеме и НАТО ширењето и така натаму. Па сега го имаме на граница со Полска и така, односно Полска, Белорусија и така натаму тие вежби. Едноставно е тоа демонстрирање, доближување колку може да се. И тоа го имате секаде, ако сакате, од обична, не знам, комшиска тамо, кој како може уште 10 сантиметри меѓата да си ја помести, или гаражното место 3 сантиметри, зидот барем колку што е дебелината на зидот, па да се помести за дебелината од зидот. Зошто да биде по средина? Па тоа е токму тоа. Тука е клучниот момент. А ако сте внатре вие во гаражното место, па што има? Па тоа и така си е мое. Но кога станува збора, може зидот да го ставам таму? Па одлично, тоа е интересно, ајде да го ставам. Тоа ќе биде заеднички простор, секако ваше ќе си е гаражното место, но ајде ќе го ставиме заедно да ни биде наше. Оти ако не го направиме така, тој од таа наредната гаража, тој пак ќе помести ваму. Тоа се тие геостратешко-политички работи кои се клучни и затоа велам што Молдавија, па тоа е вредноста. Инаку која, не знам, БДП, раст економски или што, дури ни територијално тоа и мала и слично, но локацијски е многу интересно. Тоа е токму тоа, па тука имаме едно джепче, вентилацијата каде што поминува, ајде тоа да го заокружиме, ние наше да го направиме. Дојди ти со нас, па ќе го заокружиме целото ова да биде наш комплекс на згради. Така да тоа се главните логики, а после тоа секако има и други придобивки, јасно, затоа се потоа и обврските треба придонесувате, а почитувате, а правите и слично и така натаму. И секако да исполните, да стигнете до тој фискален момент Шенген, да го еврото воведете и слично. Пред тоа вие не влијаете никако, не ги загрозувате нив, ете и Бугарија е се уште нема евро. Така да тоа се тие моменти, ако ќе докажеш дека си способен и да придонесуваш и монетарно, фискално, тогаш и ќе ги вклучат во тој систем. Повелете, добар ден. Добар ден и со. Поздрав, повелете, добар ден. Благодарам, поздрав до вас. Па, целта на непријателите на Македонија е една од тие, да го деморализираат народот и да го убедат дека не го бива, дека не може сам. И пола работа имаш завршено, ако успееш да го убедиш народ дека стварно не го бива, дека нема перспектива. Не треба ни оружје да користиш тогаш. Што се однесува до овие пресудиве, пак доаѓаме до судството. Значи, пак Мицковски тоа што бараше да се реновира судството, пак е тоа истото. Значи, замисли во Кочани имаше
ПП апарати. Пожарот полека се ширеше. Здрави деца беа таму. И пак не успеа да се спасат. Во болницава лекарите ги осудуваат затоа што немало ПП апарати. Па 20 ПП апарати да имаше. Пожар што за 2 минути ја пеплоса болницата, кој тоа ќе го гасеше и како ќе го изгасеше, не успеа во Кочани да го изгаснат. Кој ќе ги изнесуваше болните од болница? Значи катастрофа. Катастрофа невидена пресудава. Тамо се знае како што е градоначалникот на Кочани затворен затоа што во неговата општина се случило тоа, така и министерот за здравство во неговото министерство се случи болницата, исто требаше биде затворен. Како тоа пред истрага 4 години трае за случај што е јасен, многу јасен, а овде 2 месеци трае во Кочани, се дигна све живо и диво, нема правда, нема мир. Што е ова, долго трае судењето, истрагата, 4 години трае. За многу јасен случај. Чиста демагогија. Да, а неполни 2 години по трагичниот настан почнува, значи не ни почнала веднаш пред истрагата. Државата овде пофалена дека средила во Кочани, како реагирала, чудо едно. Платила све. А што плати за другите? Така, да ви благодарам. Поздрав, до слушање. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете, вие сте. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, да, повелете. Господин Исо. Кажете. Јас со тешко срце ви кажам, право спомнувам случајот во Кочани, но треба да сватиме, да развериме дека владата добро реагираше во случајот на Кочани. Добро реагираше. Но сега, бидејќи слободна тема, би сакал на друга работа да кажа. Некои се повикуваат на народот, народецот, тој веќе стана приватен народ на ВМРО ДПМН, односно на јуначиштето Мицкоски. А народот веќе 80 години е обликуван онака удбашки, значи по удбашката доктрина за македонското постоење и Мицкоски нема назад. Само не можам да знам дали е под притисок на српските структури и самиот стана Вучичевец, а така многу херојски настапува и така натака. Мислам дека денешниот македонец, ако оди пумот од Мицкоски, да ви кажам право, ќе насрада во иднина. И тоа само македонците во Македонија. Никој друг нема да настрада. Благодарам и пријатно. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Кој ни е следен? Повелете. Добар ден. Поздрав, добар ден. Јас. Да, вие повелете. Па види, јас многу сите знаат од сите области нешто да дискутираат. Јас сакам да прашам. Времето гледам не ми тече таму. Сега почнам. Да, во ред, само. Сакам да прашам кога лектори ќе добиеме во јавните гласила и кај што треба. И сакам да прашам до кога ќе трпиме или вие ќе трпите. Добро, вие не можете ништо да исправите. Вие многу често литературно зборувате. Гледачите што се уваат, има тука и добро едуцирани, има и понеписмени, и писмени, и најписмени. Меѓутоа, многу мене ми смета кои ќе речат СДС. Дали тие учеле абецеда или азбука? Во Македонија се вика азбука, не се вика абецеда. Нема СДС, немаме буква С, ние буква С имаме, бре луѓе. Докога ние сами си уриваме македонскиот јазик, а ваму велиме бугарите леле ни го зедоа јазикот. Вчера кога беше слушав на телевизија, ќе го спомнам пошто слободна тема е, Антонио Милошовски. Па тој, ја не знам зошто дозволуваат самата партија или било кој, тој што самиот го негира, Блаже Коневски, значи практично негирање на македонскиот јазик и сега да зборува, тој истиот зборува дека леле бугарите ќе ни поставуваат вакви услови, такви услови. Па тој го постави услово за македонскиот јазик во Македонија. Тој му даде на рака, напишано све како да реагираат бугарите према македонците.
Тоа ми беше мене, и тоа мене ми смета. Иначе секој нека се зборува кој како сака, кој како мисли, меѓутоа сепак нека се цени докаде може да оди, докај му се знаењата или докај му се можностите да дискутира нешто постручно или било што. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и поздравувам. Јасно е дека треба постојано да се напредува, особено делот на јазикот и лектори, коректори и така натаму, особено медиумите треба да се тој репер за соодветно пренесување, изразување, дури не само употреба на соодветни зборови, туку и дикција, интонација и така натаму. И тоа е јасно еден и обсежен, долг процес, неопходен, но тоа не значи дека не треба и ние и дека не можеме заедно да го правиме, да го кажеме како што и вие укажавте и кому и да е. Јас директно, лично не би се навредил, сето тоа, секое укажување и на моја сметка би го доживеал токму како дел од таа заедничка работа во унапредувањето, во подобрувањето, зошто ете и некој друг. Во смисла во која не е тоа ништо ниту намерно, не е направено, но велам, ете, кога јас не би, која имам обврската, како ете експонент на медиум, секако пак ете учесниците кои ја немаат таа обврска директно, значи можат и дали е дијалекти што и како, да употребуваат, но можеме да го искоментираме за едноставно да добиеме информација повеќе, да бидеме побогати за особено во делот на јазикот. Па кој како ќе се зборува, нека зборува и понатаму на крајот од краиштата и умешности или големината е ако човек може да примени во различни ситуации, да дискутира со некого и на одреден дијалект и не знам на пазар така да зборува и не знам во медиум литературно и така натаму. Тоа е веќе како велат дури кога сонуваш на тој јазик, значи добро го знаеш веќе. И во таа смисла велам кога некој би можеле да ги менуваме и варијантите во зависност од тоа дали човек е во некој неврзан разговор со некого, дали е во некоја формална ситуација. И не само употребата на зборовите, туку и директно формулирањето на мислите, да ја направи разликата токму затоа не случајно постои дали е јазик поетски, дали е јазик формален, ако се обраќате на не знам, како модератор, како аудиториум и така натаму, како ќе ги поздравите и слично, дали да му здраво ќе кажете или почитувани, па како редоследно ќе се наведат господа, дами и што и да е, дали е, не знам, во неформално седење со пријатели. И ако човек ги има тие познавања, тогаш е само прашање да избере во зависност од потребите како ќе функционира и се е добро тогаш. И во веламе некоја неврзана, неформална ситуација, лежерна, но и на формални ситуации да знае да го остави впечатокот, односно да се презентира онака како што треба. Да го презентира јазикот пред се. Така да тоа, велам, клучно е секако во делот на како политичарите, медиумите, сите тие кои се на крајот од краиштата јавни личности, а овие останатите би требало тоа едноставно да го примат, да го стават во еден дополнителен регистар и да се збогатени и за тој начин на изразување кој по потреба може да го користат. И тогаш имаат богатство на комуникација, како ќе комуницира со дете, како ќе комуницира со, не знам, возрасен, со постар и така натаму. Да може навистина да допре до другиот. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, убав ден, повелете. Еве, по некоја случајност, реплика во парламентот. Аха. Вака, јас не знам Филипчо дали треба да биде во затвор. Ама ако некој има докази
Нека повели во обвинителството, нека ги предаде, нека направат предмет, нека поднесат обвинение и фино лепо нека го затворат. Немам ништо против. Ама имам против многу мешање на централната власт во локалната, поготово во моментот, кога и власта и градоначалниците се од иста партија. За градоначалникот на Кочани некого му е мака што бил у притвор, а не му е мака што централната власт се меша во локалната. Ако локалната власт работеше во Кочани како што треба, Пулс немаше да изгори. И сега нека не ги мешаат баби и жаби, сакаат еден човек да владее со цела држава. Како што рече председателката за изборот на гувернер на Народна банка. Јас немам пратеници, а чи се пратениците? Пратениците се на Мицковски. Значи како ќе рече Мицковски, така ќе биде. Значи сега желба на ВМРО е Филипче да биде во затвор и точка. Ама не е желба да се рачисти Кочани, само поранешните се виновни, па тогаш и Александар за градежништво ли е? Зашто е овој министеров? Има многу зборови таму. Па и тој нека иде у затвор, како не видел како е направен Пулс. Дали е од огноотпорен панел или од обичен панел. Па требало да види, не е министер. Зошто него не го затвораат? Толку не зборам повеќе. Благодарам. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте, да. Јас кога ги слушам соговорниците, не можам да се начудам колку брзо заборавија оваа влада или оваа власт каква држава наследи. Практично држава во распад. Распадната држава. Секоја институција е распадната. Илјадници луѓе вработени земаат плата, а не одат воопшто на работа. Илјадници косовари се лекуваат од нашиот фонд од парите што ние ги даваме за социјално. Илјадници луѓе земаат пензија, ниту ден не работеле. Ајде доволно да не бра. И сега одеднаш толку им пречи господинот Мицковски, тоа е нешто страшно, а тој предводи една влада која барем работи. За разлика од претходните кои само уништуваа, направија тотална девастација. И никој не е идеален, а ниту пак е лесно во една година и не може ни во еден мандат да се следи сето тоа. Дури мислам, еве еден прост пример, кога човек ќе скрши коска, велат колку години имаш, толку денови ќе ти се лекува, ќе да здравува коската. 30 години ја ограбувана Македонија и распаѓана. Како очекувате тоа се поправи? Но работите тргаат напред, а ние треба да си почнеме да си размислуваме каков морал ние носиме. Секој за себе. Каков морал носиме? Кој може да ме принуди да ги сакам едните или другите, но не можем да го почитувам оној што не украде и си отиде во Дубај да ужива. Или господинот Филипче, што вели господјата, кој всушност ќе побегне при прва прилика кога ќе се крене обвинение. Ќе одлета од тука. И ред такви примери. Чуден народ сме. Чуден народ. Ете, благодарам. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Имаме ли некого на линија? Повелете, добар ден. Да, добро. Имаме навистина многу работа пред нас и добро е да бидеме заедно. Времето пак за оваа емисија ни истекува. Ви благодарам што бевме заедно, сите, како оние кои учествуваа и оние кои не следеа. Ви посакувам пријатен викенд, да се одмориме малку, па секако, велам, добро е да бидеме заедно и времето секако допрва и ќе биде пред нас и следната недела, за да продолжиме да работиме и за општо добро. Ви посакувам секое добро. Срдечен поздрав.